Пред се би сакал да ви посакаме на топло да бидете на овој прекрасен сончев есенски ден, 1 ноември, во Музејот на македонската борба и да ја најавам денешната конференција, еднодневна конференција во рамките на ЕСИ проектот, која што ќе ви даде основни сознанија со она што ние се бавиме во последните 3 години. Најнапред би сакал да се заблагодарам на менеджментот на ова прекрасно здание, на господинот Светозаревич, директорот на оваа установа, на господинот Александар, менеджерот за техниката и на господјата Данила Трајкова, кој што помогна да изгледа ова за мене одлично од технички аспект. Се извинам што малку причекавте заради медиумите. Медиумите секогаш имаат предности, едноставно некои задоцнија и морав прес конференцијата, затоа што без медиумите не би можеле да ја подигнеме јавната свест во Македонија. И токму поради тоа веќе 15 минути, јас требаше веќе да сум готов, но почнувам во 10:30 и се надам дека ќе завршиме до 16:15 како што е предвидено. Сите ги добивте програмите, имаше огромен интерес, ако некој останал без материјали, нека не очарува, или без сертификат, можеме дополнително да го направиме, али треба да го има на списокот пријавено и се надевам дека покрај тоа што ги добивте однапред сертификатите, дека ќе останете до крајот на конференцијата. Ова беше тест со сертификатите, намерно ги решив да ги ставиме во папките за да видиме дали истиот овој број на луѓе ќе го има и до крај во околу 16 часот. Но да не трча многу, ќе почнам веднаш со воведно предавање, со пресек на состојбите на аутизмот во Македонија во последните 20 години и со она што МНЗ го има направено како за науката, така и за родителите во Република Македонија. Ги поздравувам и сите оние родители, околу 15 на кои што се пријавиле, се надевам дека се тука и благодарам за тоа што дојде и за тоа што учествува во досегашните обуки. За оние кои што не учествувале, ќе најавам уште една до 2 обуки во февруари или март 2018. Сите знаеме дека аутизмот е доста тешко невроразвојно нарушување кое што представува огромен здравствен, образовен, социјален проблем во Република Македонија и сите знаеме дека има епидемиски размери во светот и заради тоа јас и ние во Сдруженијето во МНЗ сметаме дека мора да стане национален, социјален, здравствен и образовен приоритет на сите државни институции во Република Македонија. Кога сме тука, мора да изразам своето жалење дека се уште не се надоволна зрелост министерствата, бидејќи од трите поканети министерства имавме само представници од Министерството за образование и наука, но тоа е нивен проблем, не е наш проблем. Родителите тука ќе мора да одиграат многу посилна улога во притисокот врз овие јавни институции, без разлика кој е на власт, дали левата или десната опција. Истражувачите, ова е фрапантен податок кој што верувам дека не сте го знаеле, проценуваат дека на годишно економското оптеретување за државата, за една од најбогатите во светот, тоа е САД, за 2015 изнесува 162 до 367 милиарди долари. Тоа се огромни пари. Кај во Македонија е сигурно помалку, бидејќи сме многу помала држава, но во секој случај економскиот терет кој што го трпи секој општество е огромен. Малку за Македонското научно здружение, основано е на 22 мај 2000 година, не знам дали сте знаеле, има доста тука кои што се пријавија, а до сега не биле, бар за мене не беа познати и тоа ме радува, бидејќи многу наставници од Република Македонија, педагози, психолози, пријавија особен интерес за оваа конференција. До сега претежно сме имале дефектолози, но сега имаме и од другите профили. Главните наши цели се превенција на лицата, значи примарна превенција да успоставиме, да ако успееме да што помалку го има аутизмот, да ги истражиме механизмите кои што се поврзани, особено на научно ниво, зашто објавуваме и трудови, ги истражуваме ефектите од рехабилитацијата на лицата со аутизам, третирањето на лицата со аутизам и секако многу ни е значајна соработката со родителите на децата со аутизам, кој што е и овој проект наменет, за кој што ќе чуете повеќе од другите мои колеги колешки. Соработка со интернационални здруженија, ние веќе сме вклучени со 8 други здруженија и универзитети од Европа, ќе чуете и за тоа, и координација со владени и невладени организации кои што се бават со аутизмот. Веќе спомнав, таа координација со владените ни води малку потешко, не заради нас, туку
семинари, конгреси со национално и меѓународно учество, 5 трибини како организатори или соорганизатори, 5 пати го организиравме Светскиот ден на аутизмот 2 април од 2011 до 2017. Носител или партнер во 10 стручни научни проекти, од кои 4 со европски презнак и нашите членови објавиле 50 трудови, научни и стручни, од кои што најмалку 6 се во списание со фактор на влијание. Нашите трудови на што радува се цитирани во светски меѓународни списанија. Организираме и ликовни работилници, тоа родителите добро го знаат, особено господинот Гиев, кој што е еден од нашите најголеми подржувачи, да не ги заборавам и другите. Имате прилика да чуете доста интересни изјави на наши родители од колешката Трашанска во незиното излагање. И исто така сме организирале во почетните години предновогодишни забави за децата и за семејствата со цел да ја подобриме социјалната инклузија и да ги подобриме контактите помеѓу семејствата, бидејќи во почетоците негде на 2000-те години родителите така беа многу слабо поврзани помеѓу себе, доста обезхрабрени, не знаеа што да прават и така натаму. Мислиме дека постигнавме целта. Членство во меѓународни организации, тоа е ЕСПД, Европската асоциација за сервисни служби за лица со попреченост, сите ги опфаќа од 2001 до сега, во Аутизам Европа од 2001 до 2013, тука со нас е проектниот менаџер господицата Кристина Фернандес, која што исто така има улога во овој проект за дисеминација на проектот. И исто така од 2010 сме членови на Global Autism Collaboration. Нашите членови секојдневно учествуваат во процесот на едукација и рехабилитација во установите каде што се вработени. Во МНЗ најчесто тоа го прават волонтерски. Потоа даваат образовни услови и во домашни услови. Нашите дефектолози се разбира за некоја минимална материјална надомест. И нашите членови вршат диагностики и даваат совети за третман без материјална надомест. Аутизмот во Македонија во 90-тите години. Објавени само 2 стручни труда, стручни и ненаучни, одржан само еден симпозиум во 96-та во Струга, постоело едно родителско професионално здружение за аутизам и ретки појавувања на стручнаците на ТВ и печатените медиуми. Аутизмот од 2000 до 2010-та, реков во основа на МНЗ во 2000-та, креирана е првата веб страница на македонски и на англиски јазик Аутизам Македонија или Аутизам Македонија. Објавени во овој 10-годишен период 30 на стручни научни трудови, една монографија за аутизам, брошура за правата на лицата со аутизам, која што беше поделена на 120 парламентарци во 2002 година и не најдовме на никаков одзив од тогашниот состав на парламентот во 2002 година. Никаква реакција, никаков допис од нивна страна да се заинтересираат. Воведен е предметот аутизам на постдипломските студии на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје, учество на наши членови на меѓународни конференции во Полска, Србија и Хрватска, одржани 3 семинари во Македонија и 3 до 4 појавувања на ТВ и текстови во печатени медиуми на годишно ниво. И големата експанзија од 2011 до 2017 до сега на јавната свесност и на здруженијата, 6 здруженија, уклучувајќи го и МНЗ за аутизам, кои што го третираат аутистичниот спектар на нарушувања на било кој начин, објавени преку 20 стручно научни трудови за аутизмот, еден учебник аутизам и превразивни развојни нарушувања, учество на наши членови на конференции во Македонија, Србија, Хрватска, Унгарија, Велика Британија, последната во Единбург на Аутизам Европа минатата година. МНЗ во овој период, како што напоменав, 5 пати го обележува 2 април и дава голем импакт врз подигнувањето на јавната свесност и нема да бидам нескромен ако кажам дека ние како здружение успеавме многу да направиме во однос на сензибилизација на медиумите и на донекаде сензибилизација на невладиниот сектор и на владиниот донекаде. Во 2013 устваривме прием кај председател на Република Македонија со огромна медиумска поддршка, морам да се заблагодарам на сите медиуми. Од тогаш наваму секогаш добро видите, денес имавме релативно добра посета на медиумите, бидејќи имало многу настани во меѓувреме и тие што беа наистина доброведени и се надеваме дека сите наши денешни дневни и редакцијски вести ќе биде спомената оваа конференција. Во 2014 веста е пренесена на преку 40 портали и присуство за прв пат на министерот за труд, тогашен министер за труд и социјална политика,
на настанот кој што го организиравме токму во овој музеј, кој што секогаш излегува во пресет на нашите барања за организирање на ваков тип на манифестации или за состаноци во Порта Македонија. Уште еднаш благодарност на нив. И во овој период државата спомогна сили за да отвори два центри за аутизам 2014 и во Скопје и во Штип 2015. Како тие работат, сега не би завлегувал, колку сте задоволни од нив, како родители, како stručни профили. Социјалната политика и општествените дилеми. Нашето општество се уште не е доволно сензибилизирано за лицата со аутистичен спектар. Многу од родителите, особено во другите етнички заедници, албанската, ромската и другите, се уште ги кријат и не ги експонираат јавно децата со аутистичен спектар. Постои голема социјална стигма од фактот да се има дете со аутизам. Се надевам дека родителот кој што ќе настапи по мене ќе го потенцира тоа во неговото излагање. Авторитетите не се многу заинтересирани да помогнат на семејството, тоа веќе ви го акцентирав. Министерствата не алоцираат доволно финансии за оваа популација на граѓани и во последните 6 години МНЗ многу помогна во откривањето на јавната свест за аутистичниот спектар, а ЕСИ проектот веќе во првите 2 години има одличен приход за семејствата кои имаат дете со аутистичен спектар. Ќе чуеме подоцна. Кои се нашите идни активности? Тоа е успешно да го завршиме овој проект август 2018. Работиме напорно на апликација на нов ЕУ проект заедно со професор доктор Девид Прис и со сите негови колеги и соработници од Велика Британија, каде што сигурно би се вклучиле и гостите и колегите од Хрватска и евентуално Полска. Борбата за национален регистр 17 години ја водиме и ќе ја продолжиме. За сега немаме некој голем успех, но ќе им висиме на глава на сите министри за здравство. Поголемо вработување на специјалните едукатори и рехабилитатори во редовните училишта и градинките во градовите и внатрешноста на Република Македонија, за тоа се залагаме на сите јавни настапи, сензибилизација за авторитетите кои што се уште не се доволно заинтересирани за овој проблем. Потребна е огромна работа за рехабилитација на социјална инклузија на адултните лица, за кои што никој ништо не зборува во Македонија, тоа го кажав и на пресконференцијата, и на родителите им е неопходна уште по-добра и позначена психосоцијална подршка. Конечно, потребна ни е национална стратегија за аутистичен спектар на нарушување. Пред 3 до 4 години КАО ми напоменаа дека ќе ме повикаат во Министерството за труд и социјална политика, до сега не се остварило тоа. Завршна идејата за ЕСИП. Конференцијата за аутизам во Полска, во Краков 2008, кој што се одржа, на кој што бев член, јас, овие двајца кршни момци, овој во средина, тоа сум јас, и овој професор Девид Прис, кој што е главниот носител, го гледате тука на сликата, ќе ви се обрати веднаш после родителот, ќе ве запознае со сите успеси на ЕСИ проектот, каде што започна 3-та година од таа успешна приказна во 5 европски држави: Кипар, Хрватска, Македонија, Велика Британија и Белгија, каде што е Аутизам Европа. Успешната приказна продолжува. Тоа се сликите од значени состаноци и конференции на Универзитетот во Нортхемптон, на Европскиот универзитет во Кипар, на Едукацијско-рехабилитацијскиот факултет во Загреб и оваа слика е препознавате, не треба да ви објаснувам на нашиот Свети Кирил и Методи. Почит, прифаќање и инклузија кон лицата со аутизам и кон децата, тоа е мојата последна порака, се надевам дека не го пробив на дозволено време. Јас тука би се задоволил за вашето внимание и би го поканил господинот Гиев да во своите 15 минути да ви се обрати и да каже за сите негови размислувања во однос на тоа со какви проблеми се справуваат, што очекуваат од државата, што очекуваат од невладиниот сектор и какви се ефектите од овој проект конкретно за неговото семејство.